високоврховски играч на екипата МВР Компанко. Веднаш во дербито против првата својата екипа на Мермерен комбинат. Добивте дербито, меѓутоа тоа не е големо изненадување што го добивте дербито, туку што дадовте 7 гола, 7 на крај беше резултат. Што ќе кажете за овој исход? Што да кажеме? Мермерен комбинат има добра екипа. Претходни фудбалери што добро се знаеме. Ние претходно сме играле, знаеме дека ќе биде баш во буквална смисла дерби. Малку денеска беше тврда игра, се разочарав од играва и нашава и нивната, али имаме многу шанси, не ги искористивме. Не изненачија како што гледавте, па се вративме во игра и второто полувреме беше спуштија. И искуството може да дека пресуди наше со добра игра, со контри и резултатот си дојде сам. Сега по овој успех, дали мислите на првото место? Атакуваме, секогаш се атакува за прво место, ама мислам дека пред се и организатор и сите екипи скоро со сите се знаеме добро, сме пријатели, сме спортувале заедно, сме дружиме заедно. Мислам дека е добро што се првенствено дружиме. Сега добро е да се види прв нормално, али реално кога почнаме мислеме само да учествуваме, да се дружиме, ама окей, имаме добра екипа, можеме и за прво место слободно да се така. Има неколку екипи добри, има неколку екипи што се солидни, што се пријавени да учествуваат, тоа е добро. Сега битно е да се дружиме, да нема повреди, како што гледавте, сите малку сме и потешки, не сме во форма некои и да не дојде до повреди е најбитно. А за прво место секој сака. Ама здраве Господи, да не има повреди, најбитно ние да се дружиме, па ќе се дојде само по себе. Публикава се прашува како е можно да имате изречени досега еден пораз. Ваква екипа вела дека е непобедлива. Имаме нестречен пораз, реално да кажам, со војниците. Тоаш не бевме комплетни. Требаше да се одложи таа утакмица, ама не знам што се случи, не се одложи, немавме доволно екипа и реално нестречно изгубиме. Пример на брзина со 4 гола, се вратиме во игра, ама децата се победија, поштено се префера, ама не знам што се случи со тоа. Али сепак е тупка, не можеш да со секој нешто и до дено некој до вечер, до секој. И битно е да имаш измени. Оти е прв фудбал, зависно од екипата, треба измени, треба уиграна екипа, оти има стварно квалитетни играчи и екип. Сега кај нас среќа, јас колку години во Морна сум пробав екипа да соберам, немавме за лек фудбалер во полиција. А сега имаме за две екипи да составиме и сега мораше некој да се одреди да биде 12. И сум задоволен со тоа, веќе ветеран сум во МВР со екипа. Мислам дека сега имаме многу добра екипа, имам уште неколку колеги што се добри, али овој турнир така, па нареден, здраве Господи. Ќе почна, ќе продолжат младите, ние ќе бидеме селектор. Тоа е некој. Да ни откриете каква е вашата екипа, од кои играчи се составена, дали има некој познато име од големиот фудбал? Имаме, тие се скоро сите бивши фудбалери, најпознат ни е Бобан Крстевски, тој првотимец на Лиевска победа, Силекс, има на повеќе места играно, само животот, знаете како во Македонија, мора да се бара професионално, да се работи, се одлучи за полицијава и малку се прекина спортските активности. А и имаме и други играчи, Бојан Мараван е добар, Кире Рипидовски е свремен и маратонец ние и професор, да речем, со Див. Филип тука е Спирковски, бивши тој фудбалер, тренером сегашен на победа со 100 генерација се тие. Тука ми е... Скоро сите има игра на фудбал, али се попознати на различни имени. Меѓу две кола, предпоставам дека имате физички активности, некои така делувате како подготвени? Имаме, да. Скоро сите имаме башка активности, мора и работата наша налага да бидеме спремни. Кој по приватна линија, кој со работа, мора да бидеме активни. Мора, физички. Што мислите за идеја на бизнес лига во прилик 18 тима? Ова е едно обновување на првенството бизнес лига пред 13 години. Супер е, ние учествуваме баш на таа лига, мислам дека второ или трето не сеќам стварно. И тогаш беше чисто за дружење. Почнавме така, бевме послаби тогаш како екипа, ама бевме во првите три. А сега не се сеќам или второ или трето место. Што да мислам, се што е убаво што се дружи, првенствено да сватиме дека е спорт, е убаво. Оти ова сала беше замрена, како што знаеме, не беше воопшто функционална, паркетот не беше
наредиве супер, одлично е. Сега е се стопло време, но ќе види уште по-добри условите за играње. Само да има вакви турнири и лиги, само да има дружина. Народот малку да се тргне од секојдневните теми што не се случува. Не може никако да биде штетно ако се дружува. Само на подобро може. А ние сме тука секогаш да учествуваме. Јас сум за дружење и за учество.